Време е за оброкот на денот. На почетокот споминавме дека денеска ќе правиме и оброк на ден, но нашиот фокус ќе биде токму во сеќавање на Тоши и токму затоа имаме во нашата кујна Сонја Алексовска Неделковска, со која што дури во претходниве минути си направивме еден таков муабет и се навративме на сите оние спомени, сеќавања, случаи и настани со Тоше, на еден само мал дел од нив и мене веднаш така и морници ме пролазија, но и нели како велиме солзи ми надојдоа на очите. А оние кои што ги читаат со ние твоите интервјуа веројатно и во овие денови, како што е денес годишнината, односно 16 години по смртта на нашиот Тоша, веројатно исто се чувствуваат. Прво добре ни дојде и ти благодарам што си со нас, еве и на овој ден. Добре најдов. Поздрав Марко, навистина ништо не е случајно велат или не е чудно. Веќе кај мене не е чудно кога станува збор за Тоша Проески, само што ја завршив колумната за женски магазин која излезе сега и во која опишувам дека два спомени ми ја распрчуваат душата најмногу. Тоа е еден кога дојде кај нас со новиот албум да го преслушаме, во која беше песната Излажим уште еднаш. И нормално тој ден кога не напушти, физички не напушти. И спомнувам Ајвар во колумната и кога ми се јави Марко да гостувам во емисијата, прво што беше му реков, јас бев веќе гостинка во оваа емисија, ќе излезе дека сум некоја многу голема домаќинка. Меѓутоа одма ми падна Ајварот. Зошто ја го споменав Ајварот? Во тој контекст таму во текстот, тоа беа времења кога Ајварот не беше луксус. Туку Ајварот мене лично ме асоцира прво на македонштина, каде и да го прават, ова е наше македонско. Да, македонски традиционален рецепт. Да. Ајварот ме потсетува на студентските денови, кога колку да имаш пари, секога си ненајаден. А родителите секога се трудат да ви дадат што повеќе да имате. Да. И Ајварот ме потсетува на Тоше, кога доаѓаше кај нас, од причина што и тој беше излезен од своето огниште, беше препуштен на ова големо јаболко кое сите ни од страна тешко го голтаме, и односно на Скопје. И јас подсетувајќи се, гледајќи го него, се подсетував на тие студентски денови, доаѓаше често со Ѓоко Трубачот, така си го викам да го поздравам. И неизбежно беше, бидејќи секогаш од октомври па и до лето ние имаме Ајвар, нели да следниот, како големи љубители, секогаш им давав кришка со Ајвар, одозгора ставав сиренце и млеко и витамини. Значи јас се поистоветував со нив како студент и мислев дека тоа им е многу потребно. Ајварот исто така ме потсетува и на еден период на лоша финансиска состојба. И кај Тоше, и кај нас, иако ние потекнувавме, нашите родители беа добростоечи, јас и сопругот решивме сами да создаваме во животот. Првите години навистина беа многу тешки. Тие пари што ги собирал денар по денар ги вложивме и стамбено да се обезбедиме, но со политичките шерифи никој не успел да се соочи, така и ние се што имавме вложивме и изгубивме. Добро е што ова беше добра лекција за нас и за целокупното живење, но секогаш останавме независни, трудолюбиви и секогаш честни. Тоше исто така беше во незавидна финансиска состојба, меѓутоа оно што јас знаев и верував, дека еден ден Тоше ќе успее со неговата љубов кон музиката, а мојот супруг ќе успее со неговиот талент. Иако тогаш бевме во лоша финансиска состојба, тогаш средно име на мојот сопруг беше Огнен Гратис Неделковски. Ние се трудевме особено по моја иницијатива, знам дојде еднаш еден бенд и Огнен требаше да им земе пари и ја го викнав во спалната, бевме под кирија и му викам: Огнен, те молам, млади дечки дошле овде и сега ти ќе им земаш пари, ти треба да се забавуваат плюс се од страна. Тој провинцијски менталитет секогаш го препознавам кај тие и знам со кој маки се сочуваат. И Огнен само вика: добро, Сонја, па треба да купиме пелени за беба, ќе купиме, ќе создадеме. И навистина, после тоа дојде период кога многу во живот имавме и ние, и Тоше, и се, но за жал, ние останавме без Тоше како соработници,
но најголемата трагедија и загуба ја имаше не сам Македонија, секако неговото семејство. И драго ми е што неговите внуци го наследија талентот за уметност. Денес излезе исто текст дека неговиот помал внук Никола црта икони, талент наследен од дедото Никола, таткото на Тоше, значи во тоа семејство уметност е во гените. Актерство, цртање, музика, Кристијан тргна по патот на Тоше. Да. Сонја, како личност која што беше една од новинарите кои што има еден посебен однос со Тоше, малтene беше привилегирана затоа што многу често беше во неговото присуство, дури и кога тој немаше време за себе, а камоли за другите, тој се даваше целосно и на македонската публика, но и секаде каде што настапуваше, но имаше време да одвои секогаш за тебе, да ти ја отвори душата и да си да ми ја отвори душата, да ме викне дома или на пример да го каде иде на пат, само че ми кажеше, еве, пише ова, другото ти си знаеш. И тоа ми беше навистина многу, мене ми значеше што тој има доверба. Затоа што сите тие приватни работи кои ја ги знаев надвор од сцената, никогаш не направив тој да се чувства непријатно, едноставно ради тираж или ради читаност да го откријам. Можеме овде ја би взела уште еден. Може, како сакаш. Да, може и тука. Ова е најубавиот ајвар, морам да се... Јас сум обкружена со многу домаќинки, и од семејството Алексовски, и од кај мајка ми семејството Тупузовски. Ти од кај мајка ми многу и знаат да месат тие битушки, пити и се. Братучетка ми Драгица особено сега е задолжена за тоа. Меѓутоа, мајка ми беше многу голема домаќинка, постојано правеше зимници, ја наследи мојата најмална сестра Елина Ѓурковиќ. Тук што ќе те прашав дали е твој ајвар или... Не, често пати тај професорка по македонски, но секогаш после часови почнува од септември да прави зимници и мислам дека ќе се уверите сами дека ова е најубавиот ајвар. Да бидам искрена, јас уште од дете ме праќа како најмен работник, а лупи кај комшиката за да дојде и таа после кај нас да лупи. Единствено што јас знам е тоа само да лупам пиперки. Салатава и постарата сестра Елизабета, и таа исто е многу голема домаќинка, меѓутоа за ајварите задолжена сестра ми, а незината ќерка Марија, како наследник, домаќинка, ми помогна вчера да ја направиме салатава урнебес, исто така со ајвар. Ајвар и урда, така? Прво се зема една кесичка сусам, се пече, да не се изгори, потоа се става 500 грама, наш избор беше 500 грама урда, 500 грама кравје сирење и ајвар, во зависност од тоа колку сакате да биде вкусот, да се чувствува вкусот на ајвар. Сега ние не ставивме лук, не ставивме за да биде приемчив, да, за вас. Не ставивме ниту црвен пипер, едноставно ги оставивме само овие работи. Ви го оставам и најубавиот ајвар, да си намачкате она во спомен на Тоше, затоа ги донесов тие кришки ајвар. Одлично. Ќе се послужиме со она кое што ни го донесе, тоа е точно најпознатиот македонски традиционален рецепт и нешто што беше меѓу омилените јадења на Тоше или кое што нели во комуникација со тебе и приложено исто послужено на оној начин на кој што го спомена ти ајвари, млеко со додаток нели витамини. Имаме уште многу што да се кажеме. Сонја, сакам уште многу работи да те прашам, а што се поврзани се разбира и ги освежуваат овие сеќавања на нашиот Тоша, но ќе се профилиме малку во другиот дел од студиото. Таму е Марко со малку со музика, со песни од Тоше и со исто на негови пријатели и неговашни соработници. Со нашата Ирина Лазарова Димитровска, која што често ние, нели како ќе кажеме ние, нашата дама метео девојка и Лилјаната Наслава Лили, всушност ова се наши пријатели. И Сонја, ако не се лажам, ти спомена дека и на последниот концерт во Хрватска, така, ако не се лажам, каде што беше Ирина, сте биле баш, Ирина ми сподели дека сте биле група на новинари со автобус пристигнати токму во на Хвар, така беше? Да, тоа беше прекрасно патување и ние доживеавме да тој кога ја зеде наградата, едноставно... Практично сите награди ги земаа. Да, им рече на сите присутни тргнете се да дојдат моите македонски новинари и не поздрави, ни се заблагодари. Тоа беше неговата големина, без разлика што пишувавме и како пишувавме, тој сите нас не почитуваше.
И тоа беше наш, за жал, тогаш кога беше најубав, најподготвен, најамбициозен, тогаш и се случи тоа што се случи. И ќе подсетиме дека освен тоа што твојот сопруг Огнен е, ако не се лажам по вокација, драматургија има завршено, меѓутоа е текстописец и автор на над 1200 песни можеби и можеби мислам дека најубавите песни, не барем почетоците негови, нели, баш Николец или Зачеток што беше за Тошек ги има создадено заедно со Огнен и целата екипа. Ама ајде во негова чест, може ли само да почнеме со песна и потоа ќе вадиме од архивата која што Ирена ги има барем последните 2 години поминато со целиот бенд на Тоше. Ајде, Лили љубави, може. Инаку Сонја спомена дека вика не сака многу поради емоција да ја слуша оваа песна, ама денеска не се лажеме од на Огнен. И рече денеска баш би сакала. Исто и во коси да ти спијаме на Огнен, така? Не сум грешка. Да, во коси да ти спијам. Да. Многу, сите текстови на Тоше имаат голем дел од нашата приватност. Јас еднаш веќе сум кажала, мај сега ќе кажам. И тоа предизвикува посебни емоции да. кога се слушаат. И често пати кога ги слушав неговите песни, се смеев дали во такси и се и ме подсетува на некои наши моменти и се. И често му викав на Тоше, леле Тоше, да не си ти да ги запееш песните, ја ќе заборавам на љубовта со Огнен. И тој вика, доста, ќе го оставам. И тој вика, нема така да велиш и се. Многу беше интересно што толку, тоа зборува многу. Значи, не му беа битни песните, музиката, да пее, соработниците што ќе му направат, како ќе му напишат, кој текст, како ќе го отпие. Јас бев новинарка, меѓутоа, јас бев жена му на Огнен Неделковски. И толку. Првите години бев само тоа и мајка на Филип Неделковски. Толку. Не ми обрнуваше внимание, воопшто не се трудеше кога ја ќе прокоментирав за песните кои требаа да бидат издадени, тоа беше од почетокот, не му значеше многу коментарот и затоа таа излажи му уште еднаш, јас му реков тоа ти е најубава песна и тој се изнервира и го изгасна касетофонот и рече јас не дојдов поради тебе, туку дојдов Огнен да ги слушна неговите текстовите. Тоа го пишува во да, ја му реков, ама тука ја почувствувам кога ќе остариш, стојам сам насел тежак, ти си уште млад. Ја веќе почнав да го чувствам терето на годините, ве изморува новинарството, животот и сето тоа и па и бракот е многу успех да го задржиш, тој иззема најмногу енергија. И едноставно го замислував стари се и дека еден ден поредот на нештата, јас прва ќе заминам, а тој ќе се сеќава на тие, разликата беше 15 години, да. И таа песна баш ти ги може ли вака сега во име на љубовта твоја и на сопругот Огнен да се посетиме на меѓу првите негови песни. И во име на љубовта што ја ширеше Тоше. Имено. Тебе овој асфалт беше моја дивна јагода. Збором збогом збор е тежок, кога некој силно засака. Се преправам, а знам зошто од мене за миг се откажа. Но два пијам црно вино и од твоите очи црно. Не би сакал да те сонам уште почесто. Се претвори во твој шепот. Ајде, љубави! Што ќе ме изврка. Излажи ме, уште еднаш кажи дека не ми требаш, да не ми дам твое минато. Завери ме, уште еднаш кога веќе срце немаш и каменот ми
дај бари, Излажи ме, уште еднаш кажи дека не ми требаш, да не видам твое минато. Заведи ме, уште еднаш кога веќе срце немаш и каменот ми е потопо. Посетување на македонската музичка експанзија на музика. И тоа благодарение на Тоше и уште низа други артисти, ама ова е... Секогаш се има ваква атмосфера и ваква енергија кога се пеат песните на Тоше. Кажавме ние пред некој период со Лили, и знам дека Иренче и вие со Роки сте постојано со некои концертни збиднувања, не исклучувате апсолутно свирка без Тоше. Нема шанси. Што приватно, ама сакате и да го... Почнуваме да ги оживуваме некои стари песни што се Аранжмански така подзаборавени. Да, баш му викам на Роки, баш ги оживуваш. Не сум ги слушнала можеби 15-20 години, пошто тие се од негде 2003-2004 тој период, пример Лименка. Леда која ти побарале сега пред некој период. Да, и не ми се веруваше дека оди таа песна после толку време. Тој ни остави преубави песни, ние сме должни едноставно да ги живееме, да ги пееме. Нема друго. Нема друго, да, апсолутно. Значи, ти кажаме, темни изремете, од како ми кажа за ова гостување, пошто за Тоше да се зборува е секогаш голема одговорност. Честа е уште поголема, емоциите се до плафон. Верувам. Сам такво убаво емоционално пореметување што се вели затоа што земав да ги разгледам оние стари снимки. Јас ти кажав дека си носев камерче со мене на Најинтересно дека во тој период кога се концертите. правени овие снимки што ќе ги погледнеме, всушност е меѓу последните можеби за жал години, меѓутоа во тој период па практично не постоја камери. Лили ми вели: Да. "Марче, ама ја не знам, речи си да немам фотографија." Ирина ми вели: "Јас немам фотографија." Немавме такви нема телефони. толку- Има пак прилика, ќе се видиме, ќе пееме. Разликата од денес е кога очекував Ама да има една трае, разлика, жал. јас навистина ги памтам толку некако Тука ти се. тука ми се, значи нема потреба од слика. Сега немам да ги покажам сите тие моменти, но се врежани во мене и баш се силни и моќни. Така е, Како што многу беше интересно, неговата да. енергија. Толку Исто, силна и првиот моќна, повик да. кога ми се јави Анче за да пеам, буквално дадоше го памтам. Целата слика ми е во глава. Како се случи? Може да раскажеме, има многу интересни истории и кај тебе Лили и кај тебе Иренче за Тоше. Всушност дека така ми велиш, активна беше со него последните 2 години. Така е, така и тоа по случајни околности, кога универзумот сака некако да ги спои работите. Дефинитивно, значи заслуга голема на Ана Костова и на Роки, дефинитивно. За моето вклучување во бендот, да бидам дел од бендот во оној Ти се јавува Ана и те вели, кулминацијски период. треба Јас да бев дојдеш- таа започната во А1 со Метео, тогаш месец дена. И на паркинг одам на работа и претходно бевме на некоја манифестација заедно, пеевме двете, така всушност се запознавме и ми се јава, ми врти на телефон. И вика, кај си Ренче, шо преш? Викам, ја видам на работа, нема да можам, она нели предава музичко во Луј. Така е. И тој период мај, јуни се испити, уписи за следна година, хаос има, не? И вика, те молам да ме одмениш да пееш придружни на Тоше. И ја први, кој Тоше? Уште Дали е попрашалници. нашиот Тоше, кој Тоше што си го знае? Вика, Тоше Проески. Викам, можам, све откажуваш, тука не може да не може, А во тој период почнуваш да бидеш музички активна помалку? Јас бев тогаш што Лиле настапував. Леле, знаеш што ми вели шеста Ирина беше пред да влеземе во тоа, студио, да. знаеш ли дека во тој период кога всушност влегува ти со Тоша да пееш, сте биле најсериозно активни тогаш во музиката. Сериозно, Лиле, секаде памтиш, ќе свиревме дојдов по од многу концерт, локали. како си помина? Да, пошто Чисто нели билата. јас Да. така заљубена во Тоше и ме интересираше Немаше буквално А се. првиот концерт буквално ме фрлија во оган, пошто тоа беше 2-3 дена пред концертот во Риека. Замислен со филхармониски оркестар, Тоа беше со хор, првиот, со баш покоен првиот? Ѓумар, маестро Ѓумар, да, првиот. И 2-3 дена и Нанчи викам, колку композиции треба да спремиме? Па 20 и кусур. За 3 дена, 20 и кусур, викам, ајде, супер, ќе пробаме. И бев кај неа, ме спремаше придружни све, морав листови да имам пред мене, нели, да видам кои линии се мои подлекувано све. Ги спремивме, со Тоше не се видовме, тоа е многу интересен момент. Да, ти ми велиш дека Директно не се практично видовме, на самиот концерт сте така? Да, ова е трет концерт, еве тука сме во Крушевац. Во Крушевац може да ги гледаме Овие сега. се мои снимки, архивите, што да. нигде не се излезени.
И дури еве ради Марче си ги видов после многу долго време и така ми вратија убави спомени. Значи 2007 е ова, така? Ова е седма, да. Риека беше 2006, ова е 2007. И досега не објавени? Не. Не објавени, да речеме, видео снимки. Прв пат ги средувам, така може да се каже. Дури ме беше страв да не си избришани, нели со време И може некој мора да им материјалот кажам на се сите кои што не гледаат во моментот, Ирина ми вели, Марче, кај ме најде толкова богата архива, вика и мојот татко беше на некој, така ми рече ти. На Кавадарци, да. Они следеа каде можеше да се отиде, доаѓа. Кавадарци не е снимен, тој после на крај ќе видиме. Ниједна камера не видов таму, можеби некој си има приватни снимки, но нигде не е излезен концертот. Он со нашето камерче, што јас си го носев сегда, снимаше, буквално не е ни стаено на сталак некој. Али звукот е добар, сликата е малце така шашава. Еве сте со Ана. Ова е Крушевец, да. Ова е Крушевец. Овде има еден прето, двете уствари ова ние два концерти имавме кај што сме заедно. Ова е 2005-та. Ова е седма. Ова е баш седма. Ова е 7 април. И тука се роди идејата за Simply the West. Каде што тој потоа те повикува баш на Хвар, каде што го имате еден од поубавите, можеби настапи заеднички. Тоа ми беше најубавиот филмски концерт спонтано. Ти не До душа знаеше. Роки имаше некоја идеја, ова е Лјубљана. Тука прв пат изведувавме Волим осмех твој. И јас текстот нормално мора да си земам при неја, се подсетувам. И еве на појачало на... Чека, ако не грешам, нешто ми спомена ти минатата седмица дека Антонија не можела да пристигне и во 5 до 12 што се вели, тоа што ти вели ќе мораш да ја пееш со него. Изненадно, но све ни е преслушано, нели, ги знаеме композициите, горе-долу репертоарот, ама секогаш имаш импровизација. Како велиш дека знаеш штом те бакнал, знам дека за Да, рака тоа и беше велиш првиот концерт, да, добро беше Договорот е подготовката случаен. од Роки. Роки ми вика пред да почне концертот, вика да те спремам, пошто друго е настапи на свирки, нели, и настапи пред помала публика. Вика, ова е као на Битлси. Вика фрлат, долен веж, вриштаат се. Очекувај Така што тоа. вика, да, нека не те фаќа трема. И вистина некако фино се чувствавме, годеш, убаво беше и на некоја пета, шеста композиција, пошто не се видовме, тоа беше муавето всушност, колку голема доверба имаше во бендот. Без да се видиме, јас се појавив буквално без да направиме разговор, проба со Тоше, никаква, директ се видовме на самиот концерт во Риека. И толкова доверба да он знае дека со и потврда од тебе ќе него ги... дека сум на прав На прав пат, пошто пат. нели не знаеме дали е во ред, дали е добро тоа. Ме баци за рака И тоа е тоа. и викам добре, супер тегава, Положи. добро ќе биде, да. Еве ова е Хвар. Ова е Хвар, ова е всушност нели каде што ги собра сите награди, зашто и Сонја спомена, Да, кога голема партали новинарска направи делегација овде. била. Вистина беше многу убава. Имаше цела автобус, како што спомнавме и пред малку, новинари, имаше манекинки, некои дојдени наши, сите беа во прв ред. Баш филмски концерт. И така Еден од изгледа. најубавите. Режиран е Спремно. многу убаво е режиран, да. И звукот беше одличен, сликата, со камери, со све, комплетно. А концертот почна после целиот тој радиски фестивал, после наградите околу полноќ. Доцна и траеше до кај 2-3, беше преполно. Значи луѓето беа неуморни, како и Тоша нормално. Да, И ова е интересно. тонска проба тука. Додека Ете, сте го биле обавезно во потпишува Хвар, некој. тука по тие сокаци убави, всушност гунгула, калабала код луѓе. Да, дефинитивно. Тонската проба е полно, не па концертот. А не па концертот, нели, кој што ќе имаме прилика да го погледнеме, баш што велиш ти Simply the Best. Да. Да, ова е всушност ли неговиот последен може и пат кога беше во Хрватска, така? Ох, не. Или имаш Мислам уште? дека имаш уште после промоција на Игри без граници се случи во да, Загреб. Тоа да. беше во септември, уствари му беше промотивниот период на албумот. И ја некој пат ги мешам работите, да речеме, со дали постфестум беше промовиран албумот, ама сваќам дека всушност беше промовиран Игри без беше на граници. 13 Во Александар септември. беше, Палас септември, беше. да. Така, Така беше, да. тоа Па беше. концертот се случуваше, ако не се лажам, тогаш нели на 5. Така е. Всушност после промоцијата во Скопје, мислам имаше мала пауза, беше во Австралија, кратко пред концертот во Скопје. И тоа е тоа. Тука сте на екипа, ми кажат зад камери, знаете со Сале, со Таци. Да, ова е сериозно. Да, Режија ќе ве замолам, слободно може да го погледнеме. Ви благодарам. Ова е каде што тој вели, Ирина, можеш ли сега јас ќе ти бидам пратичи вокал, или? Да, стално викаше така, викам, не, како може ти да си мене пратиш. Па ме Може туркаше малку да напред. слушнеме. Може малку да слушнеме дел од снимкава. Ајде, Режија, ве молам. Раз, два, три и... You simply the best. Better than all the rest. Better than anyone.
Još jednom. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart, yeah. Can't on every word you say. Tears apart. Baby, I would rather be dead. You're simply the best. Molim vas aplauz za Irenu, molim vas, molim vas. Hvala, hvala. Ako, А ова е? ова е Примоштен, Примоштен. Хрватска. Ова е исто така во рамки на таа летна ваша турнија, така? Да, баш така, да. Ова не се сеќавам вистина. Ова е Вараждин, 27 август. Колка Баш оттурлика проведен беше екипата 2007. секој пат бендот? Броеше членови? Фиксно 6 плюс 1-2 се случуваше за овие турнеи зборам, а за концертот во Скопје беше друга приказна, тоа беше многу побогато. Исто и Риека првиот концерт. Ево овде Хистере со нас. Он на неколку концерти ни се придружуваше, перкуси. Убаво Ова и беше, беше да? Шпанцирфест, Вараждин, многу беше убаво. Овој фестивал уште се одржува. Тоа му беа почетоците нека Колку и да си втора, изморен. трета година. Да, и тоше беше тогаш во соработка со ДЕМ, имаше некоја и промоција на песната Волим осмех твој. Еве тука нешто. Бендот на... Штета што не може да се слушнува исто. Прекрасно. Припрема за концерт. Еве ни го таци. Сите концертирате се уште, ама да, убаво е што на тие концерти знаете да се потсетите на песни. По различни формации си инаку сите, да, Да. со Роки сме уште заедно. Да, уште да. сме активни. И јас да. бев сведок на една од прекрасните свадбени церемонии каде што бевте специјални музички гости. Знам дека тоа се пее тоше обавезно, се пее тоше. Убави времиња беа ова, баш кревки и убави мигови. Ќе направиме повторно на реминисценција и евокација на споменик. Идеме сега со Кузблок реклама, ама и Лили има едни убави спомени со него. Следно, тоа ќе ги справиме нешто се. Тука? На кратко, да. Еве сме Тука овде. беше. А ова е всушност каде што кажавме тие. Каде има калабалак, таму е знаеш тоше. Така е, сега ќе видиш на следното. Гужвата обавезно нешто се потпишува, се сликаат. Ете, Еве. гужвата е таму. Тука е тоше. И те и гиља овде. Се чувствуваат интензивно емоциите и се враќаат спомените за Тошо, особено кога зборуваме нели за тоа какви се искуствата и доживувањата на неговите концерти, како се чувствуваше публиката и точно е дека беше секогаш неуморен, а таква беше и публиката. Се чувствуваше енергијата и љубовта која што тој Да, меѓутоа за сцената беше, Тошо беше страшно интелигентен човек, многу мудар, многу паметен и внимаваше да биде честен не само пред својата публика и надвор за сцената. Кога бевме во Хвар, веќе се расчу дека излегол текст во кој ги наведуваат сите изведувачи и автори кои не платиле данок во државата. Меѓутоа, мојот сопруг уште рано изутрина ми пиша, кажемо на Тоше дека нема во тие да не се секира, бидејќи знаеше колку му значи да биде честен. И кога отидовме баш тука да се собереме на плоштадот, само вака ми направи и знае веќе зашто е работата. Тие му кажувале дека него го нема и се, меѓутоа тој си очекуваше потврда од луѓе кои нема да го излажат. Да, и во кои што има доверба. Во кои има доверба. И седнавме на страна, ме викам, те нема никаде, и само вака направи. Знае веќе и зошто ме вика и тоа не требаше. Викам и Огнен ми пише дека Себоре, чесен си и пред себе, и пред публика, и пред Бога, и пред држава, оди само напред. И така, значи, честноста беше и Ирена знае дека беше доста мудар и се многу добро знаеше се што се случува. А она што го гледавте на сцена, она беше вистинскиот тој кога ја пееше музиката и кога имаше средба со фановите. Фановите, тој сами викаше, мене ми значат фановите и музиката, не ми значи славата и популарност. Да, и затоа од друга страна го погодуваше многу тоа што некогаш или некој зборуваше не толку добро за него, сепак постоje и таквите и новинарите што пишува или повлечени од различни информации, дезинформации, шпекулации и така натака, па бе веројатно и искушение да напишат некој лош збор за Тоше. Тој секогаш тоа многу силно и емотивно го чувствуваше, доживуваше, ти да. тоа најдобро го знаеш, има дел од тоа и во
твојата книга, ова Да. не е крај, која што ја посвети, ја напиша за Тоше со сите твои разговори, дискусии со него на различни теми. Јас гледајќи некои твои минати интервјуа повод овој ден или денот кога е неговиот роден ден, се потсетуваш на тоа, но секогаш зборуваш дека твојата комуникација и по неговата смрт со него на едно поинакво ниво продолжува преку сонот и пораките кои што тој Да, и многу луѓе ќе посведочат за тој еден ден. Верувам дека ги има многу. Кај кој Тоше ме пратил преку сон. И сите плачеле кога ќе им се обратам, дека ме пратил кај нив и сите знаеле зошто ме праќат, а јас никогаш не навлегов што ги поврзува нив. Верувајте, ги има многу и затоа сум чиста и пред себе и пред Бог, што би рекол Тоше. Нема тука лагати, не можеш да си играш со нешто, особено со ликот и делото на Тоше Проески. Знаете како ја едноставно како да ме остави на земјата, како со универзумот, со Господ, со секако еден спроводник да сум. Јас не се наметнував по ниједна цена, нити се наметнав да пишам книгата, дури јас себе си рекол, никогаш повеќе нема да пишувам за себе. Разговарав со повеќе црковни лица и се. Во рете, вие можете да зборувате, сум многу соработувала, ете, јас сум наекспонирана. И веќе ми остана новинарката на Тоше. Кај мене во почетокот постоеше страв да не помислат луѓето дека јас на неговото заминување градам кариера или нешто тоа најмалку. Меѓутоа, се споја коцките и навистина луѓето ми прифатија дека ми веруваат дека ја тоа што ќе го кажам за Тоше навистина го кажувам од срце и го кажувам да продолжи неговиот лик и дело. Знаете, време за плачење секогаш е. Меѓутоа, јас мислам дека сега треба и да дојде тоа време за славење, да се продолжи неговиот лик и дело. Ние имаме се по едно во Македонија, од било која област имаме по еден вреден. Не сакам да ја намалам вредноста на другите изведувачи и се, но мора да ги негуваме сите тие наши историски личности, сите тие личности во спортот кои постигнале успех, сите во музиката и така натака. Не зборам само за Тоше, него треба да си ги цениме нашите вредности. Да, и точно е тоа што, ете, кога се остварува вашата посебна конекција, тоа се случува всушност и на првата средба, далечната 98 година, како што нели и пишуваш и кажуваш, на кога всушност го гледаш тоа дете од момче од Крушево. Да, јас слушав за тоа момче од Крушево, од сопругот и така натака, и нели настан таа сонце во твоите руси коси. Син ми беше мал, не можев да го оставам на Охридски трубадури, не го следев настапот. И така дојде време кога веќе требаше да го запознам Тоше Проески, кога ја пееше сонце во твоите руси коси. Маж ми мораше да биде како автор, јас требав како новинар и што велам ја фрлавме паричка и маж ми вика не, јас ќе го чувам Филип, а ти оди да го слушаш Тоше. Ја бев навистина многу еуфорична, не сакав да му кажам, еј ти дете пееш песна за мене, не, јас долго време со години многу ретко зборував, само најблиските знаеа и кога ќе ја запеше на концерт, колешките обично ќе ми напише Асан, како се чувствуваш Тоше кога ти ја пее песната. Сакав да се пронајдат сите жени со руси коси, што тој безброј секогаш беше омилен, беа околу него. И кога почна да се караат тие стари лавови на македонската сцена, кога почна да вриштат кој ќе земе прво место, кој не, скандали, а тој седна таму во еден ќош и гледа и се вика, боже, што се случува, мислам еден од првите фестивали. Јас со таква болка буквално дојдов до него и затоа во книгата викам, од кај дојде бе дете бе, ќе те изедат како волци, а го следев неговиот настап и само рекол, здраво, јас сум Сонја, новинарка и толку беше. Многу повеќе го анализирав, баш изгледаше како пупка роза, која после расцвета. По шокантната вест која што не потреса сите и целиот Балкан, која пристигна на 16 октомври 2007 година, пристигна и до тебе во редакцијата од колегите од Црна хроника, каде што не можеше да поверуваш нормално и во шок и неверување се обраќаш до твоите хрватски колеги, поточно колешка, која што откако ја проверува информацијата, не можејќи да ти го соопшти тоа преку телефон, ти пишува порака и кажува дека јас ги набедив, ги наклевите дека тие лажат. Да. Беше тоа многу страшно, да, во неверување. И си вети себе си дека нема да пишуваш, но се случи нешто за кое што... Многу беше страшно тоа што сите плачеа во редакција и јас ги гледав. Значи, тоа беше нешто неверојатно. Ја месец дена претходно
татко ми на помлади не беше стар, почина исто на 16 септември. Првата порака единствено од естрада беше од Тоше Проески што ми изразува сочувство. И јас ги гледав и се чудев зошто плачат. Почна да ми кажуваат, јави се кај Цеца, јави се кај... Јас се јавував, земав изјави за Тоше. Едноставно не бев свесна што се случува. Знам само негде околу попладне треснав со рака на компјутер и им реков, оставете ме, дали сте вие нормални, ја да се исплачам, да жалам. И ти им рекол, добро, оди си дома. Отидов дома, сопругот веќе го викна на емисија, само се слушнавме со него, не знам ништо, разменивме, се јави училиштето кај Филип, да го тргнат, да не му кажат, и учителките рекоа веќе плаче и не можеме да го. Како што плачеш и цела И Македонија дента, предволкана. вечерта кога на најемотивните потребни сцени, кога го носеа телото со хеликоптер, дојде една другарка кај мене и таа плаче, а ја и гледам и се чудам зошто плаче. Значи јас се гледам, а не плачам. Значи тоа беше таков шок. И дури после утредента кога отидовме рано околу 5 савајле, тргнавме за Крушево и отидовме во црквата, дури тогаш како нешто да излезе од мене и излагам и мене новинар ме пречекува и тога сватив колку е нашата професија понекогаш безчувствителна и се. Новинар од балкански некој земји ми вика, извините, не, шта ćete да кажете? И ја во тој момент на мој колега викам, дали си ти нормален? Ја изглед и тогаш почнав да вриштам едноставно и таа пеперутка повеќе пати сум ја спомнала. Отворив вода и во тој момент додека телото беше таму, мене ми слета најубавата пеперутка што ја нема, тоа е вела дека е душата нова. И тогаш беше првиот знак дека ќе постои наша поврзаност до ден денеска. И се уште постои веројатно твојата мисија, бидејќи комуникацијата на овој начин, Да. или како велиме на друго ниво, преку сониште и преку пораки кои што ги примаш на тој начин, веројатно ќе добиваш и повеќе пораки. За оние кои што подоцна се вклучуваат, ние го гостираме поточно, ќе го пробаме ајварот кој што ни го донесе Сонја, домашно подготвен ајвар и се потсетуваме на Тоше бидејќи тој го сакаше многу ајварот. Имаме уште многу малку време, Марче се префрлуваме таму, Да. а и ќе ви се придружиме. Ово се задоволство. Со некои 6 минути ќе се посветиме на музиката и не знам дали Љубовија имаш ти споделена таа приказна. Мислам Може би на дека најблизо круг на луѓе. Сме споделили тука. Може би за оние кои што заедно, не да. знаат е всушност дека во тој период всушност баш зенитот на Тоше практично тој Во кога најголемата негова популарност. не знам кога во 2005 година всушност требало да има некаква си музичко талент шоу како откривање на нов талент, нова музичка веќе звезда. го имаше како Облик. имаше купено лиценцата за целиот тој проект. 2005 година, а јас веќе како нели голем фан на Тоше и голем пријател, сакав некако да бидам дел од таа екипа и приказна. И што се случува? Одам на буамарата, тоа беше крај на февруари, мислам или почеток на март беше тогаш златната буамара. Сосема случајно отидов, тогаш почнав да настапувам тука во Скопје и отидов на буамарата. Како што влегов, така на 2 метри седеше Лилијана Петровиќ. Тогаш Тоше имаше некоја повреда на ногата и тоа столче беше празно, не беше он таму. И јас си реков, а сакав да ми биде некако баш Лилијана Петровиќ да ми биде мене И се менаџерка. случува, види. Да. И како тогаш се поклопија коцките, викам готово се, аки и придов. Не чекав ни една минута, веднаш и придов, буквално клекнав доле. И утредента веднаш та вика кај не знам. Да, само и реков, јас сум исто Лилијана, веќе долго време сака, а јас веќе го имав низиниот број, неколку пати ја барав, не ми крена, ама се видовме тука. Сакам да ми бидете менеджер, баш најдиректно. Само ми рече, мојот број, ми го кажа бројот и следниот ден отидов во Final Cut продукција, тука беше на улица Македонија, канцеларијата и испеав една песна, буквално вака цигарата и остана. Не, мислам супер, се поврзавме веднаш, тоа беше 2 март, на 3 март ние подпишавме договор. На 4 март на мојот роден ден ја почнав да живеам во истата зграда кај што живееа Тоше Проески и Лилијана Петровиќ, да. И често знаеш да кажеш дека поради сплет на околности за жал не се Не реализирало се тоа шоу. реализираше тоа, но А е подготовките супер би искуство, почеле? Да. Почнав да одам на часови по гитара.
Значи се што требаше да се прави во тоа шоу, еден тип на реално шоу, не 24/7, него делови требаше да се снимат како како се прави звезда, како таа звезда оди да вежба, нели се што прават звездите. Јасно. Тонски проби. Како одам на часови по гитара, како одам на часови по соло пеење, почнав да одам кај неговата професорка, како се викаше, Бијана. По соло пеење земав часови. Почнавме, Тоше требаше една песна да ми напише. За жал ја немам таа песна. Една песна реализирав од тоа време пред 2 години со Принц. Да. Калиопи требаше да направи песна. Значи многу музичари, 10 песни требаше да има на крај, нели, после тоа шоу. После емитувањето на шоуто и како за окружување требаше да има албум. Не се случи, јас имав прекрасни моменти тогаш. Имав среќа да се дружам така блиско со него. Многу често знаевме да јадеме сендвичи во Амати. Да, и да се качите горе на средноводно. Да се качиме на средноводно, да си ги изедеме, да си поправиме малку муавет кај него во студиото неколку пати. Всушност таму на лице место ја искомпонира таа песна која што требаше да биде дел од албумот. Беше многу интересно. Значи Тука вика ќе ставиме наполитански секстакорд. Почна со акордите, веднаш почна да ја пее и јас доскоро ја памтев таа мелодија. Океј, така требало да се случи, значи и ја немам таа песна. И за жал немам ни една слика, но имам сеќавања толку силно врежани, баш како што беше неговата енергија силна, која што нели се уште ја чувствуваме. Како не? Во тоа име, велите дека една од најубавите песни ви е Срекнали си ти? Може. Јас ги сакам баш сите песни, ама ајде. И на да не информација сакаш крадените цеста? Седно. Ајде, краде со која ќе почнеме. Крадените цеста, крадените људи, свако помало до смеха послуги. За свако кугла стално него брева, да ми те украде када мало среće треба. И ником nije kriv za to što te volim toliko, a osmijeh to je kriv da znaš što me osvajaš. Dobro ti stoji, još ti bolje stoje, poljuci moji. Kriv je meni svakom kom smiješ se ti, moja ljubavi. Volimo se koji, nosi ga uvijek, smij se samo dušu vitri za uvijek. Krivi su mi svi, krivo mi je sve, kad sam bez tebe. Ајде да измиксаме со... Срекнали се ти, може. Никогаш не сум имал многу да ти кажам, никогаш. Само љубов како дете искрена, но не ти беше доволна. Јас си веќе немам право да те имам ту. Јас си годините чека прекупат, за да те сретнам некогаш. Срекнали си ти, сега кога носиш злато или не срекнат, што на моje место други длани треперат, тоа срце кому припаѓа. Дали најдени таму кај што од мене се скрива.
славевме, 4 дена постојано пееме и свириме во спомена поради гостива. свадбени церемонии. Да, Тоа требаше мојата да го фамилија од споменеме. Алексовски и братучиди, сите навистина се многу музикални, сите пеат, свират. Јас сум мислам од женските и многу помалку сме најталентирана за пење. Имавме забава по повод свадбата на прв братуче, Златко и Анџи Алексовски, ми ја честитам и посакувам долг брак. Потоа во петокот го славевме јубилеен роден ден на мојот постар зет. Во саботата беше свадбата, во неделата на другиот зет, најмалиот. Значи, толку многу пеевме и игравме, што сега, еве, среќна ли си ти да завршиме со тоа? Јас само можам да кажам, жалам овој ден, навистина многу ми е тешко. Помешани емоции, секогаш ќе биде така. Но среќна сум што живеев и создавав и соработував. И што го познававме И што лично. го познавав Тоше Што можевме Проески. да ја почувствуваме Да. блиску таа енергија и Блиску таа харизма. енергија, тоа беше И да го нешто. зборуваме тоа, да не се заборави, да И трае. би сакала, како што реков, за сите оние кои многу дали за Македонија, без разлика што се, секогаш да го славиме нивното име. Така е, привилегирани се оние кои што беа околу него, но и цела Македонија што имаше една таква личност која беше, може да кажеме, и со ние ти тоа го спомнуваш многу повеќе од обичен човек или обичен смртник, и преку таа енергија и љубовта која што несебично ја даваше, сите тоа го чувствувавме. Многу ви благодарам. Убава комбинација направивме денес вака да Многу ги... ми е драга. Чест ми е навистина и реков на Ирена. Значи, таа привилегија да се пее со Тоше Проески на сцена која не може никој да го надпеат него, нити да му парираат, напротив, нити и Антонија Шола секоја чест. Браво. И Јана, и италијанката сега веќе ме блокира, Џана. Да, Џана исто беше доста фрустрирана Тоше Проески кога го снимаа. Јас сум така песна, па Како јас како јас ќе го менаџирам се ова. И да застанеш на сцена со Тоше и да пееш, тоа Ја знам е... оваа приказна и за Петар Граша. Рекол, како се јас да пеам после него? Да, и Тони Цетински. Тоа многу. Тони Цетински, мислам дека многу му беше на Тоше во Хрватска, се уверив кога ја правев книгата. Ама таков талент. Ајде, во негова чест, сериозно, Сонја ти благодарам, Ирена, Благодариме. Лили. Значи, ова нека биде баш вака, баш да го продолжиме неговата приказа за крај, вака ќе се одјавиме со Ајде, со во коси да ти спијам. од маестро. Ајде. Многу песни. Заборави други очи, други нежни наследки. Заборави ме натера да ги барам сите слики близини. Да ги барам цели ноги твоите чекори, да копнеам со денови, во коси да ти спијам, без престан да